така, ова што гледате се се производи направени поточно самата рата од една парче хартија. Само тоа би сакам да кажа. И се ги повторно во нашава детска слова. Имаме повторно гости, тоа се дечиња од првата детска амбасада Медјашип, кои што се занимаваат со правење на оние оригами. Сега, тука е нивниот професор. Можете ли нешто повеќе да ни кажете од кога е основана оваа секција и што повеќе се работи во оваа секција? Ние сме веќе неколку години работиме, како што беше кажано, 5 години се представува на детска амбасада Медјашип и активно работиме со оригами која оди веќе неколку години. Марија, тука гледам дека има нешто напишано, па тоа би сакала да му прочитувам. Може да се видим оригами од 1997. Првата детска амбасада на светот Медјашип Скопје. Од 1.10.1996 до 1.6.1997-20. Основно училиште гимназија Петро Кузмиња, Руски Терес. Така, 23.5.97-20. Основно училиште 11 Вторник во Скопје. И од 35 1 час 120 ученици. Така, господја Искра Грабу, господин Јулијан Никашовски и господин Голен Петриев. Сега да ни кажете повеќе од каде потекна оваа техника и видовме дека тука и некои ваши ученици веќе прават вакви оригами. Техниката, нешто повеќе за оваа техника? Традиционална уметност сметење, инаку висење оригами се води на нас позната, како кај нас така и во светот, и се обично случува така што луѓето во своето слободно време ги прекачи. Значи, овие оригами, овие мали животинки, како што имаме тука представено, не мора да бидат само животинки. Ова е нешто феноменално, изгледа право као инсект. Горен Петревски кажеше. Да, ова е нешто стварно. Има доста прикувања, самостојно работи. Мислам, ова е стварно чудно да знаете дека од една парче хартија, вака, тука, што се вика кукураката голема, а ви излезе нешто вака прикрит. Да. Дали ученикот кој што, дали човекот кој што ја направил ова хартијска ваш ученик, дали се уште дете како што? Он сега завршил седмо одделение. Значи сега ќе биде 8, така? Ќе биде 8, моментално се наоѓа во Австралија, се негде ташко. И секој слободно време, мислим, еднаш неделно, лично да сега овде се во среда, покладне, еден час сме одвоили и така да имаме во текот на школска година, ова школска година која се завршена, имаме 20 сати во детска амбасада Медјашип. Да. Како може деца да се завршена, дали може доброволно или се плаќа? Не се плаќа ништо, мислам, тоа е една активност која не доброволно. Значи не бара соодветни, мислим, за членување во, као што пример британско оригами друштво, нормално се плаќа членарина и тоа усврти имате и активности. Пример, можем да ви кажам, ние сме ова година учествували на Бристолски фестивал Кевосетство, кој оди од април до октобри. Кевосетство е за Џон Кебот, кој го открил Америка пред 500 години. Тука имаме негов год на слика, кој говори сега за Америка. Доста интересна историја имате ви оригами. Кој дојде до идејата да се направи ваква секција за вакви оригами? И со тоа дојде преко материјалното јаponско друштво пријателство, се почнало да почна 92 година, кога одеше недела ден на планетата тоа. Значи, тука можеме да видиме дека вашите ученици имаат направено и се уште прават доста интересни работи. Па, вака, да можеме да ги запратиме на нив, што мислате? Кој така ми кажа, да кажа мислам, вака кога членува, вака се најдистерен. Вака, да, мислам подолго време членуваш во оваа секција, да правиме вакви оригами или колку време да ќе? Така, дали е некој од вас подолго време? Не. Аха. И сега дали ова, мислам, мене се чини многу тешко, но веројатно ова ти е полесно. Дали е всушност тешко, мислам, при учењето на правење? Оти, јас видов претходно, ова што го правиш ти, изгледаше како обичен лист хартија, а сега изгледа сосема поинако.
Дали е всъщност това тежко? Не е тежко. Ако знаеш, не е тежко. Ако не знаеш, тежко би ти. Да, значи, кој би вашиот среден и кој би вашиот процес кој што ви изучуваше? Многи часови по оригами, освен што ги правите овие оригами, дали правите некои други активности, например да слушате музика додека ги правите овие оригами? Или пак од големи харти, да правите некоја поголема? Да правиме и од поголема хартија. Исто така да направиме шешир. Од вешкови имена, Да. Одлично. Сега да прекам, дали вие посетувате вакви изложби, дали правите изложби на вакви оригами? Да. Мислам, каде, дали, јас не сум слушала до сега за вакви изложби. Па, тоа се, можем да ги кажем, меѓународни изложби, тоа што е прво учество на средничен поглед дека се доста да изпрегравал, јас сум ученик од Гордан Петровски. Прв пат имаме изпратени приучени за Бристолски. Во септември месеци ни оди исто ова година 12 септември, 14 септември Сарагоза исто така, каде сме поканати. Значи добро било да се патува, односно веќе како оди работите, ние се изпратиме приученија кои сметаме дека се интересни и едноставно си представува Македонија на тај. Да. Нормално тука се и учи оно што е интересира, значи исто као и секојдневно, односно кога имаме слободно време. Дали се оди во школа, дали кога имате слободно време, нешто пробајте да свичате. И исто на тој начин се учи оригами, значи нешто се учи од книги, нешто од креација, полека. Сега, дали вие спаѓате во склоп на ова амбасада Медешин или пак имате посебно просторија каде се ги правите овие оригами? Нема посебна просторија, веќе се купуваме така, јако се тоа наши активности. Нормално, после известно време, сами почнуваме да самите деца почнуваат да креират нешто што во секој случај дали се тоа мали животни како што се инсекти или нешто од зоолошка градина или нешто што не секаде. Дали го паметите првиот член кој што се зачнува во оваа секција за правење на оригами? Па, можам да ви кажам, јас една мала господица, сега мислам дека е некаде 4 или 5 разделение, она дојде од Јапонија, Ана Сивика, и она беше исто членка, јас имам и една тетрадка која има нешто запишувано врска со тоа, може не се допаднало, она дојде од Јапонија, ми се неизине беа едно време во Јапонија и тука почна да оди во школа. Така да тоа прва една среда нормално тука е изготвена. Сега, вака, јас би сакала да се благодарам многу што гостувате. Се надевам да ги гостувате повторно и се надевам на успеси. Ве покануваме во Сарагоса, во Шпанија, во септември. Благодарам многу. Се благодаруваме и на вас тука што седите се намачите да ги направите овие оригами. Веќе привршува и оваа емисија, точно е негде околу 10 часот. Затоа пред завршетокот на оваа емисија да пуштиме